Врвен приоритет е изградбата генерално на инфраструктурата на македонската влада и тоа е очигледно видливо од оваа влада во изминатите скоро 2,5 години. Сакам да потенцирам дека согласно динамиката која што ја има јавното претпријатие за државни патишта во делот на патната инфраструктура, се разбира Министерството на транспорт и врски во делот на изградбата на водоводи, канализации, железничкиот дел и се она што значи дополнителна инфраструктура, да не изумам гасификацијата во која што имаме извореден подем оваа година, очекуваме и техничка, но и финансиска реализација од 100%, конкретно тука е кракот од Неготино до Битола. Значи, морам да потенцирам дека воеќе се уште градежната сезона и ние буквално до последен ден, додека нормално временските услови дозволуваат, ние ќе работиме на тоа да овој дел на инфраструктура биде подобрен. Денеска сме тука на увид за извршување на градежните активности на патот Прилеп-Тополчан и Битола и сами можете да видите дека компанијата која што работи не информираше дека согласно роковите кои што се зададени, овој пат од 15 на километри, најмногу каде што се разбира оштетен, ќе биде во целост направен, бидејќи претходно има во дел и Македонија пат санирано, така да нашите очекувања да согласно тие рокови ќе биде направен. Кој што е исклучително важен, поготово во делот на Пелагонискиот регион, во делот на земјоделието, на луѓето кои што живеат во овој дел на населените места, така да моите очекувања се дека тој ќе биде најбрзо саниран. Исто така сакам да потенцирам дека државата, централната власт, владата, јавните претпријатија како во изминатиот период помагаат во делот на Пелагонискиот регион досега и во периодот кој што ќе следи во наредните 6 месеци, бидејќи гледајќи ја динамиката со директорот изминативе неколку дена, видовме дека навистина голем дел на километри ќе бидат асфалтирани тука. Во изминатиот период беше направена обиколницата на Битола, делот патот, значи Битола Немиркисар, слечиштето, патот Битола Новаци. Еве сега овој пат сакам да потенцирам дека се работи на проектирање на експресен пат од Битола до Меджитлија, постоечкиот пат исто така ќе биде реконструиран. Во делот на делницата се работи од Градско до Дреново, очекуваме овие денови да заврши тендерот на постоечкиот пат Фариш до Дреново и таму некаде од ноември месец да се отпочне со рехабилитација. Исто така, значи се работи на преостанатите 65% кои што треба да бидат тендерирани некаде во јануари месец за исто така за патот од Дреново до Фариш, ќе се санира патот и од Фариш до Прилеп. Така да сметам дека во изминатиот период и во овој период кој што следува, навистина ќе имаме силна и сериозна динамика на активности, бидејќи она што сме го ветували во изборната програма на СДСМ, на изборната владина преточена понатаму владината програма мора во целост да биде реализирана. Работиме сериозно, завршивме 6 проекти поврзани со делот на водоводи и канализации, 2 моментов се тендерираат во Битола, 2 се тендерираат во Крушево, така да очекуваме дека во целост сите активности ќе бидат направени. Го спомнав кракот од делот на гасификација, значи од Неготино до Битола, таму имавме ситуација пред 2 години на 97-8% не експроприирано, сега сме во комплетно во завршна фаза, очекуваме до крај на година во целост да биде завршен. Исто така интензивно се работи на кракот од Скопје до Гостивар. Така да гасификацијата понешто гледам и во делот на финансиската реализација, меѓутоа и во делот на техничката реализација навистина ќе биде одлична. Сакам да потенцирам дека ние ќе продолжиме во натамошниот период со сите овие проекти. Имаме преку 20 проекти кои што само во овој регион ќе бидат реализирани во следните 6 месеци, така да согласно роковите кои што имаме и динамиката која што ќе биде направена, очекувам да во целост ги реализираме сите проекти кои што сме ги ветиле, сме ги програмирале во програмите и на ЈПДП и на буџетот, така да во целост очекувам да биде тоа направено.